Маци ми постави едно прашање кое што ме поттикна, викам, еве прилика да позборуваме за ова сега, а можеме на есен малку подетално да позборуваме. Прашањето произлезе од тоа што Маријан чита Библија, значи, и во Евангелие по Матеј 6 глава, 19 стих до 24, таму вика, еве конкретно директно што вика тој стих, значи за да знаете од каде произлегува овој разговор. Вика: не собирате богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата и каде што крадците ги подкопуваат и крадат. Но собирате си богатство на небото, каде што ниту молец, ниту рѓа ги јаде и каде што крадци не ги подкопуваат, ниту крадат. Зашто каде што ви е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. И оно што беше прашање во овој случај, може се седне слободно. Значи, прашањето во овој случај беше следново: за какво богатство станува збор? Мислам дека е многу валидно прашање. Значи, за какво богатство станува збор? И тоа беше тоа прашање што ја го добив од Маријан. Значи, ако е едново богатство земно, на което нас богатство Исус не повикува, на собирање на богатство не повикува, во овој 20 стих што вика: но собирате си богатство на небото, каде што ниту молец, ниту рѓа ги јаде и каде што крадци не ги подкопуваат, ниту крадат. Значи, тоа е тој момент. Тоа е тој прашањето беше околу дефинирање на ова богатство. Ќе ви кажам и зошто. Значи, не викам дека неименно ова прашање произлегло од таков контекст, ама често пати ние си мислиме дека ако кажеме богатство во црква или пари у црква, и си викаш тоа нешто некој нехристијански концепт отприлика. Како ние да собираме, нели, богатство, кога ние сме повикани некои други работи. Ама ова се Исусови зборови и ние немаме право да земеме, не знам, гума да ги бришеме или ножици па да ги сечеме да ги вадиме тука. И мислам дека ова нешто е многу важно, ќе ви кажам зошто. Затоа што сакам да кажам не на слабост во една перцепција. Едната е пошироко културна една перцепција, а другата е конкретно, ја би рекол, наша евангелска протестантска перцепција, која што нас ни оневозможуваат, ни создаваат слика во нашите глави која што не е библиска. Тоа е најважното нешто. Значи не е дали мене или на вас ти се допаѓа, една слика која што не е библиска. Ни нашиот образовен систем, основно училиште, нели, преку цела година, кој има лектира, кој нема лектира, кој има домашни, кој нема домашни. И ние се расправавме сега, до петок се расправавме со тие нешта. И на крај во основно училиште, најчесто сите сме скроз одлични, така. И тоа понекогаш вака нас ни изгледа добро, интересно нас тоа ни делува, ама тоа можеби не разбираме дека праќа порака дека џабе се трудиш. Тие што многу се трудат и деца што можеби цела година работеле интензивно и некои што може да фатиле, не знам, во последните месец дена, месец два, кампањски, оно што не вика, ти кампањски учиш, и кога тие поминуваат скроз одлични, тогаш овие деца кои што реално учеле, си викаат џабе, значи така. Значи на крај можеби овие други добиле опомени, биле, не знам, искарани, шо и да е, ама реално џабе. Идеш понатаму средна школа, пак можеби некој слично искуство, факултет можеби слично искуство, често пати тоа искуство е од нашиот секојдневие, искуство на работа. Кога работиш одредена работа и се даваш максимално и се даваш, ама едноставно нема кој да те забележи дека се трудиш. Нема кој да забележи дека можеби даваш многу повеќе од твоите колеги, дека остануваш подолги часови дека работиш, дека едноставно си предаден, дека работата на вистина завршуваш и можеби најбрзо и со најдобар квалитет и со тие часови кои што не се плаќаат. И работиш можеби година или 3 или 5 или 10 и си викаш никој не ја примети мојата работа. Тоа е културно милие, ако можам така да го наречем. И си викаш, види го колегава, цело време само гледа да ескивира, цело време гледа само да избега од работа, цело време нешто да најде надвор од работа, за да не работи. И на крај, не знам, он има една плата, ја имам една плата. Ај тоа, него никогаш не постои форма, таа организација, таа институција, значи тоа предпријатие, барем јавно да ме пофали на некој начин, да каже еве, имаме еден вработник кој што можеби не можеме да го стимулираме финансиски, ама барем ќе му се заблагодариме јавно во името на нашето предпријатие. И кога тоа се случува, ние повторно си викаме џабе. Значи дали ја работам највише или работам најмалце,
тоа едноставно не прави никаква разлика во мојот живот. И тоа е повторно ќе кажам, тоа пошироко културно милје. Или факултетските приказки, учеше колегата, ја учев многу, он рече си ништо, паѓаше или што и да беше, и сега еве, не знам, он многу дури напредна поише од мене, јас сега се мачам. Тоа се сите тие наративи на демотивација. Кога ние сме демотивирани во однос на нашата работа, на нашата перспектива, кога си мислиме дека па добро, тоа е тоа. Кога на некој начин неправдата ја перцепираме како основен начин на човеково постоење. Дека тоа е така и ќе биде. И кога ќе кажам сега, ќе се навратам на наше разбирање, евангелско разбирање, кога многу често ние со право, да не бидам погрешно разбран, значи со право инсистираме на спасение, спасување и некако целата таа сторија, таа наратива ја оставаме на таа запирка. Добро е, спасени сме, што сега е ништо. Значи секој може да си живее свој живот и не сите ќе бидеме ние спасени. И мислам дека ако сме ние сериозни во однос на нашето христијанство, ако сме ние сериозни во однос на желбата да придонесеме за Бог и за неговото царство, ние повторно можеме со ваквото половично разбирање на Бога, на неговиот карактер, да паднеме во една ситуација на христијанска апатија. Зошто? Се е исто, така. Некој може би као христијани, не знам, се моли или пости или не знам, дава финансиски во црквата десеток или колку е тоа процентуално, или не знам, некој направил ова или оноа за Бога и на крај и он ќе се спаси, сите ние ќе се спасиме. И нема некаква оправданост. Значи тоа е, речи си, во нашето разбирање, пак ќе кажам, во нашето половично, не доволно разбирање, не целосно разбирање, иначе тоа е, мислам дека од таму произлегува една демотивираност. Една црква може да изгледа култура на демотивираност, кога вака всушност размислува. Кога си викаме, знаеш што, исто е. Ако некој сведочи за Бог, и заради тоа можеби трпи навреди или можеби трпи изолација, и некој си ќути дека верува во Бог и дека е дел од црква, ние си мислиме иста работа. Овој ќе се спаси, овој ќе се спаси. Некој отишол, не знам, имаме примери, то не ви зборам примери од пред 1000 години, зборам од пред сега, денешни примери, значи луѓе кои што одлучуваат да живеат во места кај што нешто нема струја и вода, значи, него има се уште канибални заедници, значи, сериозна опасност за нивните семејства. И ние си викаме, добро, нема врска, значи, тоа е отишол он таму, останал некој, не знам, у Скопје или некој нешто друго сака да прави живот, истата работа. И мислам дека ако сме сериозни во однос на нашето следбеништво, па ќе кажам, он може да биде еден многу сериозен демотиватор. Зошто? Зашто што Бог сака да ние да признаеме, или иначе ние ќе имаме една слика за Бог кој што е премногу, како да кажам, премногу западно цивилизацијски Бог, Бог на демократија, кој што вика, знаеш што, сите сте ми вие исти, сите ви имате исти права, сите ви еден ден ќе бидете исто, сите ви ќе бидете, не знам, во еден ред, значи нема ке мене. И можеби ова сега што ќе го зборуваме оваа вечер, можеби малку ќе ви изненади, ама морам да го зборувам затоа што ете, овој разговор беше една иницијална каписла за да кажам јас збор два да кажам околу ова нешто. И работи кои што можеби нас не ни одговараат, ама се така како што се. И сакам најнапред да кажам едно нешто. Дека ние мораме да разграничиме две работи. Една работа е дека сме ние спасени по милоста Божја, преку жртвата која што Исус Христос се направи за нас, а сосема поинаква работа се делата кои што ќе произлезат од нас заради ваквата вера. Јаков вика дека, знаеме она послание по Јаков во неговото послание вика дека верата без дела е мртва, ама верата исто така произведува одреден квалитет на дела, кои што де факто ќе влијаат на оно што Исус упорно нас ни го кажува, ама ние некако не сакаме да ги отвориме, веројатно тие текстови не ни се мили. Не ни се мили затоа што нас повратно ни зборуваат, можеби, за нашата недоволна предаденост или недоволно слушање на Божјиот глас или можеби ситуации во кои што реално ние имаме можност да донесеме животни одлуки кои што се повеќе многу повеќе наши лични одлуки него што се одлуки според Божја волја.
И ние забораваме кога вака размислуваме, значи ние забораваме дека прво Бог, затоа што ни дал слободна волја, ни дава избор во нашите животи. Дека ние не сме присилени во ниеден контекст, во ниедна наша одлука. Дека ние можеме, како што Исус тамо ќе каже неколку пати, во проповедта на гората, во исто евангелие според Матеј, да правиме одредени работи и за нив да добиеме признание или валоризација на оваа земја. Исус не вика и тоа е најлошото нешто, не, напротив, вика сте го добиле таму, ама секогаш подтекстот е дека ако тоа нешто се прави во тајност, ако тоа нешто се прави заради Бога, дека тоа нешто ќе има дополнителна валоризација, значи дополнителен ќе има момент на признание пред Бога и од самиот Бог. Значи не е тоа секој нека си живее како што си мисли и на крај сите ќе бидат исто, нека демократија, туку дека секој ова, значи ако ништо повеќе и ќе читаме еден-два текста ќе читаме, значи еве ќе прочитаме во Евангелие според Матеј 19 глава и ќе очитаме овој текст за да знаеме за една работа да ни биде денеска можеби највака свежа, да ни остане како впечаток. 19 глава. Евангелие според Матеј, 19 глава, 29 стих. И секој што ќе остави вика куќа или брат, или сестра, или татко, или мајка, или жена, или деца, или ниви заради моето име. Тоа е многу битен момент. Заради моето име. Ќе добие 100 пати повеќе и ќе наследи вечен живот. Значи ова е само еден текст, може да одберам повеќе текстови. Можам да парафразирам еден друг текст, она парабола со талантите, кога Исус остава одредени таланти, ни остава одредени дарови и кога ќе се врати прави проценка на тоа што ние сме го сработиле со тоа што тој нас ни го дал. И јас не знам како да разбереме таа парабола, освен многу сериозно и многу буквално дека сите оние можности, сите оние како да кажам дарби, таленти, не знам, образование, контексти, сето оно што Бог нас ни го дава со сериозно со сериозна назнака дека еден ден ние ќе бидеме одговорни за тоа. И таму Исус не вика, дојдоа тројцата слуги и Исус им каже на сите, дајве седнете тука, од кога ве немам видено, нели, тој Господар во таа сторија, седнете тука сите сте ми вие исти, значи не вика чекај малце, ајде да видиме кој што направил со тоа што му е на него даден. И тоа повторно таквите, а не е само една парабола, значи еден куп такви параболи и еден куп такви делови од Исусовото учење, значи ние нема да можеме да ги разбереме. Ако ние не разбереме една основна суштина, а тоа е следно. Дека Бог ја цени и ја вреднува и има награда за секое едно нешто кое што јас и ти, кое што ние како црква го правиме во Негово име и за Неговото царство. И сакам оваа вечер ова да биде едно охрабрување за секој еден од нас. Дека Бог не мижи, дека Бог не спие, дека Бог знае ни што поминуваш, дека Бог знае ни што си поминал за да станеш христијанин. Знае ни што си поминал за да ја одржиш твојата вера до денес и го знае влогот на секој еден од нас во Неговото царство. Што овој стих кој што сега го читаме во Матеј 19 глава, 29 стих, тука зборува за една динамика која што е динамика на учеништво, ама учеништво кое што ја поминува она, како да кажам, она граница на спасение. И навлегува во нешто друго. Навлегува во нашата спремност ние да учествуваме со цена во таквото учеништво. Ние да платиме цена заради тоа што сме Исусови ученици. И тоа е суштинско наследување на Исус Христос, заради тоа што за Божјиот Син да обезбеди спасение за мене и за сите вас, цената значеше, цехот беше да дојде на оваа земја и да живее и да биде дехуманизиран, да умре, значи, на крст. Тоа беше Божјата цена на спроведување на Божјиот план во нашата планета. И ние мораме да имаме очи и да видиме дека две работи.
дека Бог ги знае мојот и твојот потенцијал, дека Бог многу добро знае точно што ни има нас доверено и дека Бог знае докаде реално можеме и Бог знае докаде се даваме и каде можеби не се даваме или правиме нешто, да кажеме, заради своји лични нешто. И тука, да не бидам погрешно разбран, сосема е во ред ние да правиме животни планови, ама ваквите стихови се стихови кои што нас не повикуваат на едно подлабоко, на едно како да кажам, на едно посодржајно, на едно учеништво кое што во себе содржи цена. Цена на следење на Исус Христос. Цена на следење. И овој стих, од кој што почнавме, во 6 глава, во Евангелието според Матеј, 19 стих, и понатаму, значи, зборува за две богатства. Две богатства од кои што едното е за нас очигледно. Значи, богатство кое што се заснива на вредности врз кои што овој свет функционира. Дали е тоа кариера, значи, дали е тоа, не знам, подобар живот, значи, сите тие нешта за кои што Бог вика ворете и благословени се. Значи. Ама од друга страна, ни кажува нешто друго, за да не бидеме затекнати еден ден, кога ќе застанеме пред нашиот Бог и кога тој ќе го проценува нашиот живот. А тоа е следново, дека иако сме сите христијани, дека постојат и отворен е повикот за секој ден од нас да правиме одлуки со кои што ние ќе платиме цена за носење на Царството Божјо на оваа земја. И тоа се ќе почнеме од Стариот Завет. Значи тоа е една цела наратива за Мојсей. Мојсей, кој што беше еврејско детенце и кој што живееше со фараонот. Значи беше во таа царска куќа. Значи во тоа време веројатно во најдобриот, најпросперитетниот контекст во кој што некој можел да живее. Тоа е тоа. И наративата на Мојсей следнава, дека Мојсей не сака да остане во такво нешто додека неговиот народ страда. Туку, за жал прво со метода која што уопште не е Божја, значи влегува и се спротивставува и дури убива човек и бега сакајќи да го ослободи Израел. И седи повторно таму доста време, 40 години седи подалеку со стока, со што иде, за Бог на него повторно да му се објави и да му каже сега ти од кај што избега таму врати се. И ние тоа кога гледаме, можеби кога читаме, не знам, у Нов Завет или во филмот, не ни е тоа толку баш очигледно. Во смисол, добро бе, Мојсей нели бил во Египет, сега си отишол, сега пак ќе се врати. Ама значи зборуваме за човечка судбина, зборуваме за човек кој што можел многу да направи и оставил се следејќи некои своји методи на ослободување на еврејскиот народ, за после тоа пак да се скраси, едва една фамилија да направи нешто, да има стока, значи да има бизнис, да може да се среди, како што ние знаеме да кажеме. И во тој момент Бог му вика, знаеш што, одлично е ти што се среди, сега сакам да те повикам. И понекогаш знаете кој е моето прашање? Можеби Мојсей не бил единствениот кога што Бог го повикал да го ослободи неговиот народ. Ама бил единствениот кој што се одзвал на повикот и ја земал таа на себе, го земал тоа бреме на неизвестност, на страф, на што и да е, значи на траума, на лидерство, на народ кој што беше цело време незадоволен. Народ кој што цело време викаше, Мојсей, ова ли е Бог, ова ли е ослободувањето? Златен Египет, златен, цело време златно робство, цело време народ кој што, значи, кај што он се жртвува, реално се жртвува. Он може да каже, добре, знаете што јас сум египетски принц. А вие да си правите цигли, ја да си уживам кај мене у палата, значи, секој по својот пат. Може да каже, мене Бог ме благословил да бидам египетски принц. Вас можеби не ме благословил и сега тоа е ваш проблем. Вие треба да видите дали се молите доволно, дали постите, не знам, или што правите. Не, значи цело време и оди понатаму и го изведува Божиот народ. Мислите дека Бог, ако за нас е очигледна таа жртва што Мојсей ја дава, мислите дека за Бог таквата жртва, таквиот живот не се очигледни? Имаме таму цела една плејада на овие херои на верата во посланието до евреите. Еден по еден се набројани и Мојсей е набројан. И всушност во таа глава, нема сега да читаме, прочитате си дома, 11 глава, во посланието до евреите. Еден по еден се набројани луѓе кои што заради својата вера,
Ама не вера, то морам да го потенцирам, не вера во постоењето на Бога. Туку вера дека Бог не само што постои, туку дека е добар и дека ги наградува оние кои што него го барат и кои што се даваат себе си и се вградуваат во неговото царство. Зошто? Затоа што поинаку ние не можеме да ги разбереме сите оние кои што маченички имаат, зборувавме за мачеништво пред некој месец тука кај нас во црква. Ние не можеме да ги разбереме оние кои што го се дадоа себе си, своите животи ги дадоа и се врадија преку своите животи во Божјото царство, ако нивната вера не беше токму во тоа дека Бог не е рамнодушен кога некој човек на таков начин живее за него. И денеска ми е многу интересно кога некои изрази гори за Господ, овој човек гори. Во еден период луѓе стварно гореа за Господ. Ама во буквална смисла гореа за Господ. Значи тоа не беше дека се они срцето им затреперува, се затресува кога ќе се спомне Божјото име. Не, него во арените, они римските театри ги вразува и тие луѓе навистина гореа за Господ. И ние денеска го доживуваме на ниво некакви метафори, дека тоа не е баш така. И од Мојсей, ако тргнеме наму, речи си секој Божи помазаник, оној кој што е забележан во Библијата, до Исус Христос и после Исус Христос. Речи си да нема еден од нив, а да нема таков тип на наратива. Човек кој што целосно се предава и човек кој што не гледа на своето и на своји планови, туку го става Бог во центарот на неговиот живот и вика: Боже, која е твојата волја? И живее така. И тоа се луѓе, да се навратам на овој стих, 6 глава, 19 до 22, или може да се чита и до 24 стих, значи тоа се тие луѓе кои што Исус ги има на ум кога го искаже овој стих. И вика: не соберете. Зашто? Се што е тука, се што ние искусуваме како материјално, не дека не е добро. Ама Исус вика, од таа перспектива на вечноста ќе го снема. Нема да постои. Понекогаш ние си викаме: леле, не знам, да можам овој телефон да окупам, или да можам овој компјутер да го имам, или лелеве колава само да ми падне у раце, или куќата да завршам, или што е. Значи забораваме реално дека тие се работи од времен карактер. Дека нашите подруми се преполни со, не знам, со некои грамафони што биле најхит, последен крик на технологијата, и сега таму собират негде прашина у некаков си подрум. И не знаеме што да им правиме. Некој се тресел и викал: само да соберам 4-5 плати и да можам тој грамафон да го купам, ќе завршам голема работа. И тогаш било тоа веројатно на ниво на речен iPad или на телефон или што иде. Исус вака вика: ако сакаш да живееш плодоносен христијански живот, не се фокусирај. Немој целиот твој ангажман, немој целиот твој идентитет да се насочи кон работи кои што се вреднуваат само на оваа земја. Зошто? Исус вика, затоа што вика: молец ги јаде, вика, и рѓа ги јаде. Коли. Никош нема да заборам кога одам на кај аеродром, лево има ти некои запленети коли. Тие некош биле опасни коли, не знам, некои голфови, во некој друго време, голф кец или не знам, Мерцедес ваков или онаков. Сега знаете што се? Купишта железо. Им завршила приказката. Исус вика: ворете да имате и автомобили, не знам што и да сакате, и телефони, ваков и онаков. Ама јас сакам да ве повикам, и тоа е нешто што ке Исус мене ме фасцинира, сакам да ве повикам да ги подигнете вашите очи од непосредното, од оно што е тукашно, овоземско и само тука. И тука му завршува приказката, и да ги подигате очите во една друга банка, во еден друг свет кој што доаѓа и во вредности кои што таму можат да се валоризираат од моја страна, од Божја страна, на поинаков начин. Секоја една молитва која што ти си ја изразил за себе си, за некој друг, е дел од таквото богатство. И сакам да те охрабрам за едно нешто. Понекогаш ние забораваме дека молитвата не е само повторно со наш 21 вековен емоционализам. Леле, се помолив, ама ми се згреа душата, многу убаво се почувствува. Дека молитвата е тешка работа. И мислам дека секој ден оваа вечер тука присутен кој што земал да се моли за нешто подолго време, ќе знае дека всушност молитвата е исклучително тешка работа. Заради тоа што тој ентузијазам може ќе помине за, не знам, недела, 2, 3 и понатаму човекот и молитвата се одвиваат само врз основа на вера. Вера дека постои добар Бог, Бог со љубов кој што нас се слуша, и Бог кој што едноставно ги вреднува, на кој што му се мили нашите молитви. И јас мислам дека тоа ќе биде едно подрачје кога
при второто Христово доаѓање, кога Бог повторно ќе го запоседне во цел свет, нас ќе не изненади. Значи, луѓе кои што можеби, не знам, не проповедале или не биле толку активни, мислам, очигледно активни, имале пребогати молитвени животи, веројатно направиле многу повеќе од тие што дури и проповедале, не знам што правиле друго. Затоа што станува збор за Божја банка и за Божје вреднување. Исто така, можеби со, не знам, со недели или со месеци или со години зборуваш на други луѓе за Бог и затворена врата, можеби заради тоа нешто ти си доживел маргинализација. Мислам дека во нашава земја, кога малку човек ќе почне да верува, кога малку човек ќе почне да оди у црква и малку ќе почне да чита Библија и да се моли, неминовно кај нас доаѓа до еден процес на маргинализација или во најмала рака дистанцирање. Ке не нарекува дали чудаци или секташи или не знам забегани, значи еден куп нешта кои што, ако сме ние искрени, никој од нас не ги посакува, така. Сакам да кажам една работа оваа вечер. Дека секој тој збор, ако е упатен до тебе, дека тој збор еден ден ќе ти носи награда. Не затоа што ја така викам, туку заради тоа што тоа е Божјото ветување. Дека секој еден кој што страда, секој еден кој што остава во овој случај да го прошириме, да го парафразираме овој стих во 19 глава, секој еден кој што ќе си го остави своето реноме за да може да служи на други. А повторно Библијата е преполна со такви наративи. Тоа нема да биде заборавено од Божја страна. Нема да биде заборавено. И имаме моменти во кои што, не знам, одлучуваме да читаме Библија. И стварно да се посветиме на Библијата, на оно што Бог нас не го кажува преку Библијата. И тоа за тебе можеби ќе значи, не знам, да одвоиш време кое што и онака го немаш и си викаш што ќе правам. Бог тоа го цени. Бог тоа го цени и Бог сака да го Бог тоа ќе го валоризира еден ден. На една црква во книгата Откровение. Еве што Бог и вика на една црква која што се наоѓа во град кој што е во тогашно време космополитски град. Во градот Ефес. Сум бил во Ефес, во тој антички град, значи тоа е фасцинантен град кој што во тоа време значи има еден театар кој што собира 24.000 луѓе, тоа се улици, тоа е водовод и канализација кој што до ден денеска функционира. Град кој што бил прогресивен и во кој што овие први христијани ич не биле многу ич не биле сакани. Еве што пишува. А на ангелот на Ефеската црква напиши му: ова го вели оној кој ги држи 7 звезди во десницата своја, кој оди среде 7 свекници. Ги знам делата твои, трудот твој и трпението твое. И дека не можеш да ги поднесеш лошите. Знам дека си ги испитал оние што себе си се нарекуваат апостоли, а не се. И дека си ги утврдил дека се лажговци. Дека имаш трпение, дека си поднесувал за името мое и дека не си се изморил. Бог кој што знае. Бог кој што знае за твојот труд. Бог кој што знае колку тебе труд ти треба да одржиш можеби одредено пријателство, за да бидеш благослов во нечи живот. Бог кој што знае можеби во твојот брак колку труд вложуваш, колку молитвен труд, колку секој труд вложуваш за тој брак да биде благословен и христолик брак. Бог знае кога ние вложуваме во нашите деца, Бог знае кога ние вложуваме во нашите односи со луѓето без разлика. Бог знае кога сме ние финансиски дарежливи и сакаме да му помогнеме на оној кој што е во неволја. Бог знае. Како што знаеше за оваа црква, вика, веројатно, и тоа е наша човечка некоја тенденција, кога сме ние под притисок, кога сме ние обкружени со проблеми, и кога одиме и некако Бог не ни за толку жив, толку близок до нас, многу често претпоставам дека така се чувствувала оваа црква. Се чувствуваме запоставени од Бог, осамени. Чувствуваме дека Бог нас не слуша. И си викаме, знаеш што, не вреди. Толку трпение, толку труд не вреди. И не случајно Бог на оваа црква и на нас оваа вечер ни вика: го знам твојот труд и знам она што ти си го дал. Мајка Тереза многу пати сум ја спомнал овде на оваа проповедална и ќе спомнувам затоа што е примерна жена која што многу млада добива Божји повик. Повторно ќе кажам, не знам кој се друг
Исто во Скопје. Некој има добиено во исти повик. Ама за нејзе знаеме дека го послушала. И оди прво во Ирска, и оди во Индија, и во Индија, како да не било тоа доволно, во Индија добива повик во повикот. И Бог ќе вика: Тереза, не само што ќе им служиш на индиците, туку ќе им служиш на оние кои што се најмаргинализирани, оние што умират како кучиња по улиците. И ќе им дадеш едно нешто, ќе им дадеш еден благослов. Ќе им дадеш благослов на достојна човекова смрт. Достојна човечка смрт. И ако читате со што се соочува таа мајка Тереза, ќе видите дека тоа се тешки моменти. Луѓе од лепра, луѓе од заразни болести кои што по улиците умираат, ги собираат мајка Тереза со незините сестри, значи со тие тој незин ред, ги бањаат, и кога ја прашуваат мајка Тереза што правиш, вика: сакам и од Бога имам повик да им служам на нив, да го наоѓам Бога во нив и да можам да им обезбедам достојна човечка смрт. Незини другарки си продолжиле у Скопје или продолжиле не знам каде, во други градови, во некои други места. Но денеска мајка Тереза ние знаеме како онаа која што го дала својот живот за тие на маргините. И мислам дека ние немаме многу основа да се залажеме дека еден таков живот е потполно ист како живот кој што се живее во удобство, за своји планови, за своји цели и толку. Не случајно Исус неколку пати повикуваше. Го повика оној богат младич и му кажа: младичот му вика: сакам да бидам спасен. Вика: што правиш? Заповеди, вика: се сум послушал од дете си. Од дете сум на детски час, од дете се молам, од дете читам Библија, се од дете. Исус не му вика: ти фали уште едно нешто за да бидеш спасен. Не му вика: ти фали уште едно нешто за да бидеш совршен, што значи за да бидеш сличен на Бог, да бидеш истоветен со карактерот Божи. Што е тоа? Богатство многу имаш, раздай го на сиромашните. И вика: овој си отиде натажен. И често пати ние сме натажени. Кога Бог ќе дојде во нашиот живот и кога ќе ни укаже на нешто, кој што ние си го галиме и си го чуваме и си викаме: ова само за мен. И кога Бог ќе не повика во совршеност, кога Бог ќе не повика да направиме чекор кон совршеност, и ние се плашиме. И ние викаме: Боже, знаеш што? Сега ти ме натажи. Ја мислев дека твојата улога е да ми ги благословуваш моите планови, а не да ме повикуваш во некои нови сфери на предаденост и на Божи и на служење. Да не ви зборувам многу луѓе кои што во 20 век, 21 век своите животи ги предадоа за Господ. Наш брат во Христа, кој што го запознав, сум ви зборувал во 2010 во Кейптаун, кој што вика: знаете што, во мојата епархија имаме такви радикални групи, ми ги убиваат колегите, вика: и мене ќе ме убијат. И вика: знаете што? Не се плашете. Господ е жив, Господ е оној кој што ни дава воскресение, вика, и ако не се видиме тука, вика, се надам дека се уште, вика, веруваме во воскресение и вечен живот со Бога. И кој ќе ти го каже тоа црнец со карта назад за Нигерија, таму кај што ги печат и таму кај што ги убиваат, како буквално како јагниња кај што ги убиваат, ти си викаш: знаеш што? Боже, кој сум јас и која е мојата вера во тебе, Боже? И кој е моето христијанство? И се плашам дека оно што го вика Библијата, дека ќе се умножи знаењето, дека со самото знаење многу зборови ќе се умножат. Денес ќе има премногу анализи за тоа какво треба да биде христијанството. Теолошки гранки, подгранки, значи специализа, еден збор анализиран со илјадници страници. И еден ваков човек кој што стои во Христос и кој што знае дека Бог е оној кој што ќе го воскресне еден ден, стои како факел, како светлина таму каде што е реално темно. И не подсетува дека повикот е потполно исти за него и за мене. И за тебе. И дека таквиот живот даден за Бога е тоа богатство кое што Исус го има во овој стих. И јас би сакал да завршам со молитва. Молитва дека Бог да ни биде милостив. Еден ден да не се фатиме дека све што сме вложиле во нашиот живот било само тука и сега. Дека еден ден да не се фатиме дека све што сме направиле
се работи кои што молец ги јаде и рѓа ги јаде и протекуваат и ги нема. Дека тоа се окей работи, ама дека во суштината ние најголемата инвестиција наша живота сме оставиле во банката на Божјото царство. Преку оние нешта кои што Бог тебе лично те повикува да ги дадеш. Господе, ти благодариме за овој стих кој што денеска на сите нас не е тежок да го слушнеме. И ние денес многу попрво би зборувале за многу други работи, ама Боже, фала ти што твоето слово е непроменливо и вечно. Немаме ние алтернатива на твоето слово. И те молиме, Господе, за чување од секаква измама, особено само измама, дека ние ги си тераме понашени нашите животи, а дека ти си тука само да благословуваш и да, не знам, да ни правиш. Да одговараш на нашите кефови и желби, Господ. Боже, во овој момент јас ти благодарам за сите наши предци по вера, кои што се вложиат себе си и своите животи во Твоето царство. И денес, Господе, иако заминати, Господи, иако со Тебе, овде помеѓу нас ги спомнавме, Боже, се уште светат со својот пример. И фала ти за Мојсей, фала ти за пророците, Боже, кои што беа убивани. Фала ти за Јован Крстителот, Господи, кој што не му беше најважно да биде во некоја удобна куќа во Јудеја, туку зборуваше за правда и повикуваше на покаяние и беше убиен. Беше убиен од власти кои што беа тотално безбожни. Мисле дека Тебе ти прават устува, Господи. И фала ти, Исусе Христе, за Тебе, Сине Божи, кој што не потклекна, како што во ово исто Евангелие во Матеј пишува, кога ти беше нудено светска слава, се што постои, само клекни, само поклони се. Ти знаеше дека твојот живот не се вложува во очигледното на оваа земја, туку дека го вложуваш во новиот свет кој што доаѓа во нас како луѓе кои што ќе воскреснеме во Твоето свето име, Господи. И фала ти за секој еден човек, фала ти за сите оние рани оци кои што маченички умреа, исповедајќи те Тебе. За сите исповедници, Боже, за сите оние кои што се маченици од раната црква, Боже. Фала ти за сите оние наши реформатори, фала ти за Свети Климент, за Свети Наум, фала ти за Свети Кирил, Свети Методий, Господи. За тој цел бран на луѓе кои што многу удобства оставија за ние денес да можеме да држиме оваа Библија во нашите раце, Боже. И да читаме, Боже, да се молиме на наш јазик, Господи. И фала ти за реформаторите, за Мартин Лутер, Господи, за Жан Калвин, Господи. Фала ти за сите браќи и сестри, Боже. Фала ти за овој брат од Нигерија за кој што се надевам дека се уште жив, Боже. А многу веројатно веќе не е помеѓу нас, зашто е убиен. Фала ти за сите ние кои што ги среќаваме нашиот пат, кои што се реални патокази на нашиот живот и на нашата небесна татковина, Боже. На животот со Тебе, на вечниот живот, Господи. И те молиме, Боже. Дај да бидеме искрени кога се молиме. Дај, Господи, да не си играме играчки со Тебе, Господи. Дај да живееме животи кои што се искрени, Господи, кон Тебе и да знаеме, Господи, докаде сме и докаде не сме, Господи. И јас те молам, Боже, секој ден нас овде да го благословиш. Да не го благословиш сите нас поединочни како црква, Боже, да се дадеме комплетно во Твоето царство. И еден ден да добиеме награда од Тебе. Да добиеме награда, Господи. Зашто Ти ги знаеш и маките и трпението и секој еден влог кој што секој еден од нас го има дадено во Твоето царство, Господи. И дај, Боже, никогаш да не застраниме ни лево ни десно, Боже. Од оно што Ти го бараш од нас и да ни даеш, Боже, сила во Твој Дух Свети. И наш момент на исчекорување, кога Ти не повикуваш на подлабоко учеништво, на откажување од нешта, заради добивање на многу поголеми. Душе Свети, како заедница те молиме. Смилувај ни си, дај ни Твојата сила, за да живееме живот според Твојата воља.